Сакаш стварно една жестока ракија, сакаш? Не. Мала лепа. Не, поедно. Зафир, кажи ми кога ќе може да почнеме. Одиме во етер. Почитувани пријатели, влюбеници во моторите, добри ни дојдовте во сосема нова авантура на две тркала. Ова е Bikers Garage, подкастот каде што ги палиме моторите, тргнуваме на отворен пат и нурнуваме длабоко во светот на байкерите. Моето име е Иван, вашиот водител на ова возбудливо патување низ асфалтот, истражувајќи ги приказните, искуствата и страста што ја поттикнуваат заедницата на моторџиите. Без разлика дали сте искусен моторџија, возач за викенд или пак некој со љубопитен дух, ве покануваме на возење како ниедно друго. Единствената емисија или подкаст во земјава посветена на промовирање на мотокултурата и на байкерскиот животен стил. Зборуваме за татнежот на моторите, ветерот во лице и уникатната култура што ги обединува моторџиите не само во Македонија, туку и ширум во светот. И во ова нова четврта сезона ќе седнеме со моторџи од сите сфери на животот, споделувајќи ги нивните приказни за слободата на две тркала. Од депски патувања и незаборавни авантури до дзиваните на моторите. Ние сме тука да го славиме духот на отворениот пат. Затоа, закопчете ги кацигите, проверете ги ретровизорите и придружувајте ни се секој четврток во 17 часот, додека заедно ја истражуваме џунглата на асфалтот. Без разлика дали се занимавате со крузинг, спортски мотори, чопери или нешто помеѓу нив, ова е подкастот токму за вас. Подгответе се за грмење, приказни и другарство. Ова е Bikers Garage сезона 4, прва епизода од оваа сезона, каде што патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Во денешното прво издание во оваа нова четврта сезона ќе зборуваме малку за тоа кои се предностите на моторциклите за патување, популарно наречени туринг, како да се избере најдобриот мотор, односно, генерално земено, за овој тип или модели на мотори, ќе кажеме дека се удобни, нудат динамично возење и високи перформанси во едно. Но за ова викнавме денеска вистински специјалисти и огромна чест и задоволство ни представува да го најавиме гостувањето на Цобе Брко и на Дејан од мотоклубот Вардар Туринг од Скопје, Македонија, со кој ја отвараме новата сезона на Bikers Garage. Господа, ви благодарам што ја прифативте поканата, што ќе говорите денеска за Bikers Garage и што во следниот еден час ќе се дружиме. Добри не дојдовте. Како сте? Добро ли се чувствувате? Добри. Генерално сега ова е период во кој што ќе кажам дека може да речеме, не болуваме, ама смируваат моторите, па еве, ајде на нашите следменици да им оддадем една одредена позадина. Што правите кога не сте на мотор? Еве, во овој момент, освен што Дејан велиш болуваме. Па што правиме? Па зимо кога е да речеме, вака сега одиш, нема што да правиш, ама треба има, пак има. Значи моторот треба да го спремиш. Така? За лето. Тоа вклучува Па склучува секој ден околу него. Седна ден у гаража. Да, у гаражата си пипкаш. Циркаш нешто, Па пипкаш. гумиче, плочки менјаш, ова улица едно друго го спремиш за лето. Сега ако дојде лето нема ти се у лето да го правиш моторот. Тогаш више касниш. Тогаш више каснеш. Се бркат можеби сега и попусти на делови на опрема за мотори заради тоа што нели. Опреми, купивме Има нови така, опреми, да. да. Дејан, ти што ќе кажеш? Што правиш кога не си на мотор? Кога не сум на мотор, пак ќе повторам. Ете, желбата да возиш останува, иако како работа мора нешто да се работи, а често сум у гаража, пошто имам и повеќе мотори, кои што сакам да ги гланцам, да ги бришам, да ги проверувам, дали се во ред, да се спремат за сезона, со цел да после тоа немаш никакви проблеми, зашто нели сепак кога патуваш, доколку се случи некаков проблем, знае тоа да биде малце временски проблем, да треба да се отклони некој дефект или да се санира некоја ситуација, а воедно и финансиски, што во Македонија нештото ќе кошта далеку поевтинко неголи на друго место. Така. Ајде малку подлабоко да навлеземе за тоа како се зафативте со мотоциклизмот.
еве, Цове Брко, со оглед на тоа дека си ветеран, ке не почнеш ти да, Да, ни кажеш од да. кога Па датира ја твоева учев дружба со од мала вака? ти кажам. Може и да не откриваме ако сакаме и години, ама Да, еве, како започна Мислам, твојата приказна? Јас сум почнал со автоматик да водам. Значи тогаш било 90% чинам дека Сите од со луѓето кои што автоматик, започнале, да, дали. да. Да, Типа да. сега не можеш сега ти да речем ако имаш пари да отидеш одма дај купи ми илјадарка или 200 кубика мотора да речем, а не си возел мал. Треба искуство да го водиш тоа, не е само така купи го одма. Секој вози. треба да почне од мал мотор. Реално Да, секој треба да. да почне од мал мотор, али Така е. сега има луѓе кои што од одма ќе купи големи Да. ќе провози, ама знае да има некојаш проблем кој што во ситуација не може да се снајде така едноставно. Да. Знаеш, автоматикот беше Томос велосипед со помошен мотор и он Да, беше да. 49 кубни сантиметри за кој што не требаше никаква полагање, Полагање, дозвола, или да, дозволи. да, да, Значи да. имаш и толеранција од 49 страна се на сеќавам, да. тогашна милиција, полиција, како сакаш кажи. Да. Меѓутоа АПН-от се водеше како мотор за кој што требаше да положиш категорија. Ама добро, имаше и таму серии четврка, шеска. Да, имаше четврка и шеска, да, и оно јас сум почнал со Томас Автоматик реално 82 година. да. И знаеш како често пати кажувам кога татко ми купи мотор и на 7 годишна возраст ми стави мотор во раце, јас станав моторџе. Да купеше кларинет или да беше нешто, Ке музицираше денес. музикален е, да, ќе бе музичар, а не моторџе, и тоа е тоа. Цове, ке тебе приказната Останува. како започна? Па Еве со и- тој прв Томас мотор, па колку и години исто имаш е- од каде? Па тоа 80 и некоја година сигурно тоа може и пред тоа да речеме, знаеш. А нели имаше порано низ градов Добро? моторите трки со автоматици. Добро, јас не се сеќам. Со резонантен Да, алспух. да, да. Автоматици тоа имаше трки низ градов, што да ви кажам. Така? Тоа парк, марк, тоа значи имаше многу такви деца возеа еден куп такви моторчиња. И од таму правеле, љубовта, па веројатно, да, на сите па, сите друштва таму мотори. тоа, па после на Апен 6, па на МЗ сум имал, па ова Да. знаеш све. Како Све растеш? поголем од да, така сакаш и поголем да, и моторот, да. И така. И сум идол доста на трки, значи из Македонија имаше доста трки тоа што се брзински трки. Значи имаше Струмица, па Кавадарци, кај имаше уште нешто. Кружнева Кичево се сеќам дека имаше брзински мотори, ако Да, не се лажам. да, Може би да, тоа сега тие- збориме тие- за да, 90-ти години. Да, тоа е поновото. Да. Уште постарото што беше, Струмица, Кавадарци, тогаш трки се возеле, јас сум идол по тие. А вие бевте веројатно од генерацијата кој имаше многу далеку помалку моторџи од колку што има. Па да, денес, да, нели? немаше На толку мотори. прсти се брои, Да, бевте да. и верувам и главни фраери Па, у Па околина на добро, друштво, се нели? пак Да. ја би рекол Да. дека сум бил мал, да, а имаше други моторџи кои поише што постари. тогашно време да имаш Јава, да имаш Да. можеби некое БМВ нешто, Имаше поише тие. Тоа било престиж. Тоа било Јава, престиж. Јава, МЗ имаше порано. МЗ се Да, сеќавам. само тие ги имаше и имаше некој јапонски Такви некој. беше, тоа е. таков беше системот. Не можеше немаше ти толку, да. значи нити да купиш Мерцедес, нити да купиш БМВ или некој скап мотор. Значи тоа беше системот Пазарот беше таков тој, да. и тој беше Така пазарот. беше и со автомобилите. тоа се Балканија, знаеше, се Балканија, возеше. Автомакедонија Застава и ако носеа- сакаш Volkswagen, не знам, таз Да, Сараево ќе така, ти го така. донесеше, да. Абе, Аз да, ама пак треба да бидеш или шеф или некој директор у фирма за да имаш голф таса. Да. Тоа другото беше Fiat, Fico, Шкода. Без Де- детка. Тебе ден, што те привлече кон мотоциклизмот? Еве, ако Цове спомена, тоа биле трките Да, на времето. Па тоа што првично го кажав што татко ми ете на многу мала возраст купи Томас Автоматик, значи он од голема желба За себе си, веројатно. за себе, да, за него го купи, ја стоеше цело нели у гаража, јас кога да отидев, првен ми викаше ако сакаш да го возиш, мора малце да го избришеш да свети, па после да го возиш и до крајот на улицата да те гледам, ако скршнеш, не ти го давам после тоа, 5 дена или 10 дена не ти го давам. И ти чекаш да дојде лето, да дојде школски распуст и да Имаш се постане у време гаража, слободно, да. Чи татко ми беше една врста и механичар за одредена група на машини во една во железница конкретно. И сум одел кај него и во гаража и сум помагал, значи имавме стара Шкода кој што нешто се подрасипеше, јас со него одма вадиме браници, вадиме мотор, вадиме тркала, поправаш. Значи цело време ми биле рацете тоа во време уље и така. во алати, не во да, сум завршил и образование, значи факултет машински, ама пак рацете ми биле со уље, а не да бидам инженер и да треба нешто да. Љубовта е значи Да, љубов огромна кон кога моторите, станува за да, љубов. Тоа е љубов, тоа не престана. И сега за овие сите години колку мотори од првиот мотор еве ако бил Томас сменивте? Бројки големи се. Оф, не, па сега не знам колку автоматик, Апен 6, ММЗ сум имал.
Yamaha да речеме, она Honda, пак Yamaha. Значи има тие. Има, да. Јас тоа што сум купил, Има. сум ги продал автоматико и МЗ имав. Исто, МЗ 251 со диск кочница, значи се правеше мала разлика ако е МЗ-то со диск и ако е со добожи, Да, као добож. со диск е понов модел, подобро кочи, Да, сите така, тие перформанси. Тие два мотори ги продадов и ми е многу криво, а се што купувам не продавам. Значи Да, ми купив споменати дека- после тоа, после МЗ-то ја ги имав паралелно и МЗ-то и БМВ-то. Тогаш и со мојата девојка, сега сопруга Наташа, се возевме и со двата, па сега имам и Honda еден, имам Honda уште еден. Така. Да имам можност би имали повеќе, Да, сепак да. тоа е нешто Знаеш, што некои мотори се чуваат, да речеме. и тоа што Да, ќе купиш убав мотор, да, не Го не се чувал, да продава. речеме, 10-20 години, да речеме, и сега Се влюбуваш во може него. и немаш финанси, да речеме, едно друго чуваш, ај викаш, дај го. Така. Ама може и требало да го чуваш, знаеш, тоа си го возил толку време, знаеш. Да, посебна љубов Знаеш, и посебен знаеш, и тоа не е овие популарно речено поно- на Бонд се случува Така бе, така. Да, меѓу врска. моторот и Да, врска така, меѓу. така. Ја мислам дека знам како дише. Да. Значи ако го запалам и ако го избришам и ако го провозам 1 километар, 2 и после тоа ја мислам дека како да е спој со мене, како да едноставно го слушам у секој такт, у секој вртење на тркалото го осеќам што се вика. Денеска си горд собственик на 3 мотори, она Да. што го знам од тебе и што го видов од сликите, возиш туринг мотор, тоа е Honda Goldwing. ST, не, имам ST 1300, Honda ST 1300 и имам Honda Goldwing GL 1500. Тоа е 1500 6 цилиндри се. 6 цилиндри се, да. Тоа е сосема шест. снажен мотор, не ли? Па снагата не му е ради брзина, него му е ради собствената тежина што мора да Што ја мора да- покрене, да. значи да може да се товари во сакаш негде да патуваш и буквално ќе земеш и влечки за у тоалет што ќе одиш и ќе си земеш и купаќи и пешкири и опрема за бричење, значи како да иде со кола, малтене. И тоа е ради тоа е така и голем и снажен и све, али он не е нешто брз. Да, далеко мислев од на брзината снага што во на секој спортскиве може- мотори може да ги постигне. Да, што спортски мотор може да ги постигне, али он може да влече буквално и приколица позади, нели ако сте приметили или кој гледа на Google, значи сите Голдвинзи може да имаат и позади трейлер. Така. Дали е трейлер за носење на багаж или е трейлер од смисла да како мини приколка она на отварање, на расклопување, така да тој може и да ора малтене. Да. Толку е јак. А добро, кога би можеле да поседувате кој било моторцикл во светот без разлика на цената? Кој би бил тоа и зошто? Моментално по последно овакво е Голдвинг. Значи од Голдвинг не би менувал ништо. Со веќе тебе? Дефинитивно Голдвинг. Па не сум ја некој за... Да. Што е важно ке тебе за во однос на моторите? Да биде безпрекорен, Па веројатно. да бе, биде да. пали Знаеш, возија. за моторот треба да кога ќе води да речеме туринг мотори веќе се. Добро. Значи треба да си на него, да седнеш да се осеќаш убаво на него. Значи да можеш да седиш као фотелја или као фотелја као Дејан што вика на Да. Голдвинг кога ќе седиш кај Малте него е не си право- исправен. Да. Исправен да возиш, да исправен, не лежиш да. на резервар како Зашто тоа е брзински. замор, да речеме, ти кој ќе подеш на пут да отидеш да речеме Да, 200, да, 500 јасно. километри, 1000 километри да возиш да речеме, ти треба си да наведно, да, И не да станеш како фудбалер онага после тоа да Да, одиш да, како да, да. како Овие- Рамбо, него да станеш од овие моторот и- брзинските мотори што се све се наведнати. Да, јасно. Да. Значи ти се на раката, он све те на рацете, уморува си, на некако, тој да. тежината на рацете е, све кичма ова. Ма не само тој ветерот те уморува, да бидеме Не, реални. не е толку ветерот на На брзинските Зашто те ветерот не го осеќаш, зашто на него кога да лежиш. Добро, кога лежиш практично аеродинамика е постигнеш. така. Од друга страна, Е, туринг па моториве имаат така. можност да се напред себе имаат така, ветробранско да, стакло, па да. ветерот воопшто не така, го чувствуваш. така, Нити ветер, така, нити дошт. Да, така. пред да зборуваме еве за туринг, практично она што е тема на денешниот подкаст, ајде малку да ни кажете за мотоклубот Вардар Туринг. Негова една лична карта од кога постои, кога е формиран, колку членови, број, имате ли некоја идеологија врз која што се темели клубот, иако нели во оној неврзан разговор пред малку Дејан споменав, кога веќе го имате префиксов на Туринг, јасно станува дека е практично мотоклуб кој обединува љубители на патувачки или мотори за турнеи. Крузери, да. Значи Кажи, може. може. Клубот е формиран на 16 март 2023. По временски период нема ни една година, иако ние како моторџи, како дружба,
околу 10 луѓе бевме во претходен клуб само Вардар. И си создадовме свој клуб со назив Мотоклуб Вардар Туринг. Имаме и други членови, моментално и нови, значи бројуваме 12 члена, од кои што 10 се стари, Да. има и нови, тие се во дружба со нас, со цел, нели, да се дружиме, значи луѓе кои што ни парираат во возење, кои што ни парираат во време, ти сепак и за тоа сака малце и време, значи ти ако имаш обврски треба да однапред испланираш некое патување. Имаме направено до сега 4, ние ги викаме традиционални патувања, ги правиме во мај, строго за 24 мај. Строго. Го користиме државниот празник сега да бидам реален, за да може да се врзат неколку дена слободно. Некој ден повеќе, ете така, во кој што во 2019 бевме до Мостар. Во после тоа настана корона, 2 години немаше возење, кој стави вакцини успеа да мрдне можеби до Грција лево десно, а бевме сконцентрирани тука, возиме значи редовно Моторели Македонија. 2022 отидовме до Сараево. Баш до градот Сараево, го шетавме Сараево, баш чаршија, џамијата што е до баш чаршија, отидовме на еден видиковец кај што се гледа цело Сараево. Сакавме да се качиме и на ски терените од Олимписките игри 84-та, да. Испечативме мајци Скопје Сараево 2022 и од страна го ставивме Вучко. Тоа беше нели символот на Олимписките игри. Прошлата година отидовме Фоча и Никшич. Фоча отидовме као демек нешто не моторџиско на рафтинг, на вода, на тара, а се качивме и до мавзолеот на Петар Петрович Његош. Значи тоа се некои убави работи што сака човек да ги види. Така. И тоа со тие мотори никаков проблем. Так. Само возиш, застанеш негде. Председател почна најголемо, да, се извинувам, ќе заборавам и мислам дека со голема гордост можам да го кажам, за жал да верувам дека сме единствена експедиција, мото експедиција, како да кажам, што се качивме на Ротимље, на ридот кај што нашиот председател Борис Трајковски во таа страшна авионска несреќа, значи на парче кај што не беше асфалтирано, како да се качуваш по кози патеки со туринг мотори, кај што на одредени моменти можеш и да паднеш, да се повредиш, да оштетиш, ти може и да не паднеш, нели ќе стапнеш со ногата, ама моторот од тежината ќе падне. И ние се качивме горе, имаме и некои слики. Што пак ќе кажам, мислам дека нема отидено друга. Не зборам за државна владина екипа, значи ние како обични граѓани, обични моторџи отидовме на Ротиме како чест да одадеме и да видиме каде ете тоа си има случајно, што сепак немил настан, ама ние го сметаме како нешто што не етикетира онака што ни прави. Па добро, може сето ова да прерасне во некаква традиција за, не знам, ете, собир некој кој што во секоја година би го правел. Да речеме сега, зборувам дека... За 24-ти оваа година планираме патување, меѓутоа ние како клуб и како други клубови што имаат некои си традиции, би сакале да направиме некогаш можеби некоја забава, нешто, ете така да дојдат други клубови да се дружиме сето тоа, да дојдат да има место каде да ги паркираат моторите, да ги покажат своите мотори, оти не е целта да го имаш ако не се покажа. Ако не се види. Добро, да видиме рано. Така е. Како се станува член на МК Вардар Туринг? Постојат некои посебни правила, сега нели, од аспект сме збореле на мотор со кој што треба да се учествува, еве ти ми спомна дека не правите поделба на кубикажава на моторот сега, нели? Сме спомнале многу пати во емисијава дека важно е кога ќе излезеш на пат дека треба да имаш барем блиску до безбеден моториве на и твоите сигурен колеги, мотор, не можеме сега ја да тргнам со малце треба да биде така.
и да ме чекате Може да назад тргнеш, утре, да имаш ентузијазам, да имаш идеја да тргнеш и за пух или со Авиони Томас, идат, ама идат. нема да можеш да пратиш, зашто А тоа, сепак тоа. не може големиот мотор да вози споро, а тој па не може воопшто да стигне со брзина со големиот. Јасно. И ти може да имаш желба и со Томас автоматик. Добро, ама тоа не спречува значи било кој љубител на туринг моториве да стане член Да, на да. МК Туринг Вардар. Ние моментално немаме клубски простори, се собираме во еден кафич од наш другар. Слободно кажи го, Филм ќе не кафе, таму. да, Филм нека го кафе, кажеме, така. он носи сега и лепенка, А, нели, така. тоа е Филм кафе. Филм кафе. Вашава Таму се база е собираме, тоа. да, моментално, па има и паркинг кај што ете може да се паркираме кога е топло. А секој што сака може да дојде. Каков е односот ваш со останатите клубови? Не сте од вчера, нели? Па Со да, години сте, да. Дружби. Прекрасно. Па да, ги знаеме Пријателски, сите, мислам, мене ме пријателски, знаат, да. него го знаат, мислам, со клубовите сме, мислам, добро овие што се И постарите, од мислам, Скопје, ама и постарите. надвор од Скопје, Да, значи ги се знаем, дружиме, да, не знаат да, и, да. и знаеш кога ќе не види више, еј, кај си брко, Да, кај си да, деки, па некој те знае по моторот, некој те знае по нешто друго, ама не знаат. Да. Да. Ни донесовте и пач, амблема. Да, донесовме, да. Ке им го објасниме ли на нашите гледачи што е составен? Имаме класичен туринг мотор. Сега не знам моделов кој е, не можам да го приметам. Да? А, не, ја знам Ама тоа е така. некој она. Да, не е брзински реално, ова Да. е некој мала кубикажа на мотор го направија тогаш еден наш другар Боби со председателот Да, бе, со- и овој од Филм кафе Маријан. Така? Првата идеја. Така, бараве нешто, знаеш, и... Да, После одлично. тоа, знаеш како, не би сакал да сметам дека ако нештото го направиш сега и така треба да го тераш. Не е сега, не ми се свиѓа крилцето, ајде да го смениме. Ако така си го направил, тоа ќе го поштуваш, тоа ќе го сакаш и така ќе го тераш. И тоа ќе биде законот. Значи нема сега не ми се свиѓа ова, ај ќе да го смениме видиш. нешто, па ќе... Добро, не би ве сватиле Ќе- сериозно ќе- веројатно кога ги менуваме логова. Да, автоматски Да, не си да, сериозен. да, Да, така. автоматски не си. Крилата символизираат веројатно слобода. Слобода, Да. И мотоклуб. Ова се како ние грчки не, како да речам, или ова е како папир кој што е свиткан, нели? Кај што е напишано името, одоздола е Турин како додавка, мотоклуб и македонското знаме, Така. што ете, секогаш сакаме негде да го ставиме во во некоја мајца или во некој Да. емблем, значи македонското знаме се Па тоа добро, е тоа, ние сме од и кога Македонија. идеш надвор, мислам, представуваш ти од Македонија Представуваш, се, да. да знаат дека си од Македонија. Имате не? релација Секој со знак клубови има од надвор? некоја си. Мо? Релации со клубови од надвор зборам, еве, сте биле, не знам, Билеча сте биле. Па да, се не да, спомнате. беше и Србија. Пречекани Србија веројатно бевме, да. од колегиве моторџи. Да, бе, онма, знаеш, македонци таму, знаеш, онма, Македонија, само, Аха, знаеш. Нема некој што не ги сака Не, македонци, знаеш, да, сепак знаеш, останавме Во така. Србија кој ќе отидеш, да речеме, знаеш, одма деси, Аха. знаеш, како е таму, како е код вас доле, една друга, знаеш, он се нешто. Добро, имаме релации со Србија, има и многу Да, не само братимени зборам Не, клубови, да. него чаптери кои што се од Србија отворени. И имаме, и кај нас имаме ние силна морам да забележам, мото сцена култура и кај нас. Во Искрено. Македонија, да. Па и- Станавме и ние една како да кажам, една маса на моторџи кој што више не е така ќе да. дојде и ќе те зафркава, еј види го моторот, па ја имам да извадам мотор, ако има некој германец да дојде со мотор, ја имам да извадам мотор. Да. Има и он да извади мотор. И слушај, ама кај нас и може помило е тоа заради тоа што кај нас да го извадиш тој мотор со македонски стандард наспроти оној со германски. Да, тоа се значи Право ќе дојде со големи па ја ќе извадам големи, да, така или Харлей имаме и ние тука. Да, имаме почет тука, Харлей, не значи сомнеме. имаме и олтајмери, Имаме, значи овој првиот мотор што ми е BMW-то е класичен олтајмер од 76 година кој што више кога е да го возам низ Скопје. Луѓе се вртат по него, да. Ма на Тоа е оние семафорот само типични- вака ми викаат лајк. Да, за да им објасниме на нашите слушатели со буквално со Странична приколица, приколка, со да, странична BMW приколка, Wit Sidecar, да. Ова е вторчина јас мотор во моите скромни 40 на години што ги имам забележано, имам еден пријател од Охрид кој што е моторџи, ама фрирајдер сам е човек. Да, И не е он во има да. таков некој кој што не знам од каде не му остал, го реставрира, ама не е како твој што го видов на списање. Да, состојбата кај Како мене. дојде, како стигна тој мотор кај тебе? Па јас после МЗ-то барав BMW, зашто се влюбив така у BMW, во тој боксер мотор, во тој звук на BMW, кај што он буквално не работи така мирно, стално нешто тропа, нешто се штелува, нешто се прави. Дека е боксер, значи, Дека е он сега боксер, и значи не работи сегашните мирно. боксери Да, на новите BMW и на тој далеко е од тоа. Да. Да. И
го купив 2001 година, се возев со него и на моторели и со Наташа и испадна после тоа со керкичката да ете и не се ставаме матене Чивија, да, за речи, мотори и она виде така мислам дека ако прецизно кажам, виде на телевизија ваков мотор со страничен и го крсти седиште и тато види мотор со седиште. И ја се ангажирав, го најдов тоа, го купив, го комплетно го изреновирав, значи се потрудив све да биде некој си оригинал, максимално оригинал и се приклучи тоа. Од BMW има предвидено и фабрички на одредени места дупчиња, такви работи за да можеш ти, зашто можеш да го возиш со сајдкар, Да можеш да извадиш, го така. на 4 места само да го откачиш и да го возиш како класичен моторцикл. Тоа е Но осовина која што поминува од задното тркало веројатно за да има неприклучено. не, тоа е со погон, ама тој BMW нема така да има погон, значи до тркалото што е странично, тоа е со погон, тие се Урал, Днепар, а ова е BMW и тој нема Посебно, погон. нема ништо. Посебно, само така, како соле и може да го Непроценлива откачиш. вредност има имајќи го предвид дека Да. Па, Преретко, вреди, да. Види, не зборам за финансиски карактер, Да, значи може сега ама- дали јас да купам некој мотор и сега некој да дојде да ми рече дечко ти да ми толку пари. Не е толку колку што он има Јасно, за мене јасно. друга непроценлива вредност. Значи приказнава како се направили се и се и што ми значи и колку го обожавам, иначе Спомнав не на е за почетокот дека ќе зборуваме денеска за туринг, ке може ли да ни кажете зошто ги избравте туринг моторциклите кои што моментално ги возите? Кои карактеристики, сакам да им објасниме на нашите слушатели и гледачи, ги прават да бидат подобро прилагодени за долги патувања? Има многу, ама еве. Ајде да почнеме еве од секој има своја специфика. така. Значи секој туринг си вози, некој крос си вози, да речем, некој брзински си вози, секој има свое што си има љубител на кросови линии, а ние сме туринг, да речеме, ние не сме некој како Не сте зависни од адреналинов на да, има и- иако и пази, турингот тоа е има мокне и машина. адреналин. Има адреналин Мокни и кросовите, има многу адреналин у кросот. Значи, Да, не се сомневам. во и тоа, у брзински секако да. да речеме све има, но сега не сме ние толку брзински да речеме, брзинци да речеме да возиш брзо да речеме. Ние ова тие мотори туринг да уживаш. Да. Да уживаш, да. Значи да отидеш негдека да погледнеш од страна кој ќе возиш полека да речеме ли. Да уживаш во 110, амбиентов, во да, така. да може да свртиш главата да видиш што ми покрај тебе, дали има некое здање, дали некоја црква или нешто, Јасно. да видиш некој пейсаж или како да кажам Да, нешто. да. патичко. река, мост, нешто. Не, така нешто да видиш. Тоа е Не, турингот. со брзината само ќе Да. поминеш. Стиснеш од точка А до точка Б. Ама не ни можеш да гледаш. Ти кога возиш брзински мотор Имено. не можеш да гледаш, ти да. мора да гледаш право и треба да си стегна да се сконцентрира на тоа. Ти не можеш да со таа брзина така да се Јасно. луксузираш и да си гледаш лево десно. да. За разлика од овие мотори кај што и седењето на возачот Да, и на и друго, сувозачот е друго, нозете стојат на ногарките другачие, значи кога ќе застанеш брзо можеш само да ги спуштиш нозете и он има некоја си собствена тежина која што лесно ја контролираш. Онако е тежок, Да, се потешки тежиштето е мотори направено обично. на друг начин и можеш многу лесно да го маневрираш, значи. Ајде добре, може ли да им објасниме на слушателиве? Сватив ја дека постојат неколку типови на туринг мотори. Да, Дека туринг, постојат и спорт спорт. туринг. Да. Постојат и чопери веќе влезат у модели на туринг. На туринг, да, па да, и оно исто си да, туристички Да. мотори. Индуро- Тука е разликата само во јачината, значи спорт туринг е голем мотор со јака машина со голема кубикажа, имаш ти и туринг што е мала кубикажа, иста можеби физички изглед онака шасиски, зашто конкретно еве ако зборуваме за Honda, значи Honda има NT 650 и некој понов модел 750, тоа е DeVille, тоа Да. е туринг мотор, имаш ST 1300, прва генерација беше 1100, па втора генерација 1300, тоа е веќе каде 1300 кубика, дупло, Добро. од претходниот што го кажав, Девиле, и имаш Goldwing што е уште поголем. Тоа е E-Touring, значи Goldwingот е E-Touring, брз, не е брз, него е по-лесен за подолго возење. За дугачка За вожба. подолга, да, за подолга возење, да.
Има, што вика они туринг, спорт туринг, што ти Да, има и спорт туринг, сватив дека- Имаш и ти можеш и да планина да идеш, да речеме, како моја, да речеме, ја имам ТДМ 8 од 900 кубика, ама те можам да го возам, да речеме, и по И офроуд. нерамни офроуд, И да речеме, патишта. Да. А зашто на неговиот да се со голдингот Не може така да не го може голдингот на, значи јас сега за со Значи, ова е Да, со- спие голдингот. така. Ама и не лежи можеш по сега, асфалтот, значи така ќе е. мора да бираш по кој патишта ќе одиш, значи ако сакаш да одиш не по автопат со голдвингот, негде може да дојдеш на ситуација да или тешко ќе свртиш, или нешто Да. ќе те занеси, или нешто ќе се случи, а вака он е за на автопат. А затоа па неговиот мотор па може да го возиш не по автопат, него по стар пат. Така, примерно тука до Врање да идеш по автопат и по стар пат, не е исто возењето. Не би поминал, ама и двете Машините, да. возења имаат убавина. Овдека ќе стигнеш побрзо, Така, а овдека така, ќе видиш Пелинце, ќе прошеташ низ Врање, низ села, низ Србија и така. Да. И Мислам, тоа е пошто сме убаво, биле не, и затоа го не е само и по автопат да идеш само, не е по автопат да па идеш. не да е и речеме. убавината само по тоа. Па добро, да. Автопутот ти е само Автопатот ги право. одбегнува градовите, право, така. немаш Да, Ништо нема да уствари видиш. сакаш да Ништо. видиш. А јасно, сакаш нешто јасно. да видиш, Ако да. ќе идеш по села негдека застанеш по негде стар пат, продавниче нешто, да. или нема враска негдека знаеш Да. друго е. Оно што го сватив и научив за туринг моториве е дека важна е удобност и ергономијата Да, кога станува збор за избор да, на така, вакви да, мотоцикли. И сега оно што е интересно и карактеристично околу ефикасноста на потрошувачката на гориво. Тоа се големи мотори турингот и генерално имаат големи резервари за да се наполни гориво и Долги километри да поминаш, да, ама не ама мора да значи пак, кажи дека пак не дека трошат. Дупло од мали Класични. да кажеш. Да, не. дупло повеќе троши. Не трошат дупло, не. Аха. Нели не иде симетријата на математиката така, ако овој 650 кубика Добро. 5 литра, ако овој 1300 кубика 10 литра. Не, овој троши 6 литра. Значи некој си можеби не литар разлика во горивото. А ти имаш помоќен мотор во кубикажа, во конјски сили, во големина, во Да. седење, во све, значи сепак моите мотори што сум ги бирал зашто јас со Наташа патувам малтене секаде како сувозач и Да. мора да имаш убав мотор. Удобен да биде. Тоа се долги да, релации, да, не збориме да, дека да, се ташно, кратки и ташно. она што е интересно па и друго кениф е дека е еден од моделите на мотори кој што за себе ше споменати дека може дури при колица да вози, дека се полни Моќен багаж. дури и дополнителна приколица да вози и не му смета, значи. Абе, кој ќе взимаш едно моторче, да речеме скутерче, Добро. у град. Добро. Колку му потрошувачка? 4 литра. 3-4 литра троши. Да. А 50 А и јас 100 возам кубика. 900 кубика, па мојот троши 4 литра. Бе. Да. Тоа е Симетријата вештина на на технологија, да, не иде математика, ама иде- генерално Да, да. Да кажеш ке се дуплира, не Да, знам. да. да. И има тоа. Ама пак водиш мотор сега не можеш ти да очекуваш 2 литра да ти троши мотор, пак е тоа. Да, Да, на ви толку кажа, или па да, да, и си купил да, такав да, мотор да. што се Ама вели да нема вака. се, значи да поминеш едно 300 км мислам дека, Без застанување. без да Со фул, Да. полн резерва се полно, се вртат. 300, Да. 350 зависи да речеме. И за пауза, барем да Да. ти е удобен 300 км да ги извоиш онака, да. без проблем. Да. Добро, има некоја специфика во одржувањето на вашиве мотоцикли, особено кога станува збор за долгиве патувања? Има. Ама добро, сега вие нели влезот на муабетот во дека спомнавме, овој период узимава е период во кој што да, нели да, се Ја мислам Шепкање, дека да. зимоска се за прави и мотор. мењање, Да, години да, за да, подготвување за да Знаеш, биде секој спремен. мотор треба да имаш, да менјаш уљенце, едно друго ламци, да речеме гуми. Гуми мора обавезно гума да си смеиш, ново си ебате. Да, Нема. и гумава е Погрешно најважното дека си единствениот. посигурен си во неза, значи. Нема да имаш нека задна мисла, стари ми се гумиве, па сега Да, ќе да. тргна на патување и сега или ќе се деси нешто или ќе бидам среќен и ќе се вратам без проблем. А секојаш Марфиев закон знае па да се деси. Значи ние кога одевме за Мостар 2019, нашиот другар од Филм кафе, кој што има BMW 1150 RT, пред да тргнеме на путувањето, правел некој редовен сервис, улje, филтер у тој стил. И филтерот да му откажа на влез во Албанија. Приметивме ние доле на голема флека од улje и за среќа нели не беше буквално да треба да настане некоја хаварија, значи моторот да се расипе. Застанавме од автопат, се исклучивме до едно село кај што еден човек што поправа моторни пили, косилици и не знам што поправаше BMW,
а ќе кажеш нели ете технологија за BMW треба да бидеш постручен, Тоа помајстор. ние вадевме тука, поише Арун вадеше. Арун го извади Овој не знаеш филтерот, тој отиде таму у не продавница и само Од како кола, споредба. вика, дај вика од Од кола. Golf двојка или од не знам. Да. Па ставање филтерот BMW но спие. Има Да. случаи такви нешта. Има, ќе зборуваме за нив. Добро, кога се однесува, јас имавме едно искуство овдека во емисија велата бе подобро е со стариве типови на мотори заради тоа што кај нив е се механика, во новиве мотори има електроника и кога тој ќе ти запре, застанато е кога збориме за електроника. да. Кај механичкиве мотори тоа што викаш, на крајот на криштава ќе извадиш од Golf двојка филтеров, ќе го ставиш и ќе продадеш. Не, ама и овој на со овие што се со компјутери да речеме, исто и тоа е филтер исто. Да, добро. Исто. Не, ама Делови, дефектот ама- после тоа он има ова сензор, е- има Има, заштити, да, ако да, нешто така, се случи, он не пали, не дозволува некој сензор да го така, запалиш има на за мотор, компјутери да не го поише. дооштетиш, а ти Да. ќе го смениш филтерот, гледаш пали, ќе му доториш улја, ќе го контролираш нивото на одредени километри Да. и моторот ќе вози, а за овој нема, ќе викнеш шлеп служба или Не, мајстори, тоа ти е, нема бегање. Добро, имате сознание кон каде се развиваат туринг моторите денеска, да речеме, нели, секоја година излагаат нови модели, има нешто се менува низ годиниве? Кај нив или не? Па, ја мислам У дека технологијата? Зборам дали и у технологија, дали у ергономија на моториве, не знам, да најдат повеќе простор у нови модели, не знам, не разбирате. Се менува ја ли нешто лично кај мислам туринг, или дека тоа е? се е више измислено, нема више што друго. Ама да исто ме измислат. Бетеан го кажали пред 20 години веројатно некој рекли, аве готово све е измислено, па еве. Ама они вадат, значи, еве сега почнаа да ги менуваат предните вилушки, значи да прават како со еден амортизер, што не знам дали сте имале Там можност не да имаше видите, тоа. една Yamaha направија со исти амортизер како задниот дел од PHG-о. Значи, со една шапа, тркалото стои, усредида еден амортизер кој што игра како Та Yamaha X така беше X. Yamaha од 90 и некоја Овој- година како кој- иновација, кој ама не го водеше? продолжија тој Ово тој превара инженерски- имаше таква бе. И ово преварен, да, па тоа знам. Да. И ја има и сега во Скопје Да, едната, некоја, да. може да е истата од Да, ово превара. да. И али она пак ќе кажам, BMW е тоа, више нема што да прави, ете ги сменија, значи BMW-њата од водено ладење на од воздушно ладење на водено. Малце Ама не исто. ги усложнија, знаеш како да треба постојано на сервис да идеш. Ја мислам дека само кон тоа иде Да. идејата, да не сам може нешто да си поправиш, него што и да мора треба да има да отидеш сервис. на сервис. Мора да идеш. Да, тоа го зборам. Новиве Ги технологии да сложни, го многу дозволија. ги Толку ке речеш еве А, сега оно технологија исто во е, напреди за Ама, навигација и еве за конкретно, сега наш мој комшија купи BMW LT и сега смени улје и сега мора да отиде во сервис за да ја ресетира километражата за да му почне од нула, Да, зашто компјутерот нели постојано му сигнализира едно Тоа дека боли. треба да едно го алатче менуваш. како клуче дека ти е дека Треба треба да да идеш на смениш сервис. улјето, Да. а тебе ти више сменет улјето. Да. А на старите мотори тоа го нема, значи ти ќе си ставиш улје, ќе си запишеш можеби нека тетрадка како си водиш Да, евиденција да, и ќе си продолжиш да си водиш. Секој си води евиденција за Исто својот е. мотор сам. Пази исто и А тој стари новите- нов. Ами исто е само што имаш виш повеќе електроника. Више електроника која што те усложнува, Значи да. таа машина е иста. Јасно, Као јасно. машина Да, е да, иста. да. Ама имаш да речеме сега Четвртак, injection да речеме, пред тоа било карбуратор. така. Сега injection е поубав да речеме. Помала Ги- потрошњивка една. А ќе ги извади силава, ќе ја извади, Ау, да. сила вади нема тука што. Не. Да. Ајде малку да позборуваме околу омилениве рути за турнеи. Сега вие ми нафрливте неколку рути кои што ги имате како клуб возено на изминативе години. Постојат некои омилени рути или дестинации што ќе им ги препорачате на колегите возачи? Сега голем дел од нив може и ги свртиле генерално, да, мислам, има. ние И со возат, релацијава да Возат и нашиве Сите тука. бившиве ју простори Сите гледам дека биле, практично да. сите Да, биле. Да, ги значи свртиле. има во Сараево и во многу Мостар убави веќе места има, има. да. Значи да се вози натака е Така? Мислам пази. И кај нас има многу места. И У Македонија има нешто што може да понуди, да, да Значи, одиш да видиш. Значи Да, треба за и по турингот имаме Македонија и да ние, се да. иде бат. Да. Значи, ако Па, има моторот надвор на многу, Македонија е ама и класичен. Македонија има, знаеш што ние не сме биле да речем. Значи, треба да отиде. Тоа не е критика, Не, реална не е мислам, грешка. не мислам, сме биле, не викам не, ама пак Например? треба, знаеш, да се отиде негде. Кои се тие релации кои што може би Океј, сме го спомнале овдека и у емисија неколку пати дека Реканскиов крај е идеален за Да, туринг да. мотор. Има, убаво. Нели? убаво. Течениево на Радика зборам, надоле. Идеш, во идеш. Струга. Бевме таму Сме горе, го поминувале бевме горе у Лазарополе бевме, да. Лазарополе. Да, Да, тамо бевме да се качиш убаво, да. Убаво таму да се види. Океј,
од Маврово се спушеш Дебар, па идеш на Дебар, па Струга вртиш нека, па тие покрај Радика тамо покрај Дебарското езеро, тамо се многу убав пут направена тамо. Реновиране, да, асфалтот е Значи, оно. Да, тоа е сменето од пред Сменето е година, сигурно, да. Многу убаво. 6 години, фино е за Од Дебарското езеро надоле да се на кај Струга да водише, стварно убаво. Добро, кое е најдоброто возење што некогаш сте го имали? У целава кариера, не зборам за последните 2 или 3 години. Кое што би останало некако сеќавање. Во целава кариера сега успеавме да стигнеме до некои поубави мотори, иначе каде би трнал јас со БМВ-то, што ја тврдам дека сега да трнам со БМВ-то до Берлин ќе стигне БМВ-то. Добро. Без дефект, без проблем. Ама не е така возењето и брзината што ќе ја развие, значи да поминеш ти одредена количина на километри во текот на денот, нема да го постигнеш што со БМВ, така? Добро. За разлика од сега новите мотори, така да ние имаме во поново време некои поубави патувања што ради типот на мотор што сме успеале да го купиме, ете, Така, со некои си Да финанси. кажеш за БМВ да речеме за неговото е 65-ка Васил што го имаше Бог да го прости. Кросисто од Васко, Николовски што почина. Претходниот председател на Вардар што што почина. бевме ние. Значи он со таквото БМВ, значи кај не бил. Да, до Нордкап дури. До Нордкап беше. Нордкап, а Нордкап се смета за свето место е за моторџиеве, како што е Ерусалим за христијани и Мека за Кај муслиманите. беше тоа Нордкап е најсеверна точка горе на Норвешка, буквално излегува на океанот, на морето према Северен пол. Тоа има 3000 километри, 3.500 километри, нема да се Може би повеќе. да се извози. Тој нашиот другар Филм кафе што беше. Филм он кафе таму. беше, да, тамо он беше Нордкап, и тоа е на врста и се те упишуваат тамо дека си дошол на тоа место. Значи ти даваат една врста како легитимација дека тој мотор со тие таблици, тој човек име презиме стигнал во Нордкап и тоа више се смета како онака како врв она. Нема кај не си бил, ама Нордкап ако не си бил. Джилаков, да. И да ти дослега тамо, кој ама па и кошта тоа не е само толку Во секој случај. А малку би ме прашал околу предизвиците на патот. Со какви предизвици досега сте се соочиле или неочекувани ситуации со кои што се сретнале за време на вашите искуства додека сте патувале? Споменавте едно каде на вашиот пријател му се случува дефект кој што случаем стицаем околности се нашол. Да, и се најде случајно мајстор кој што го поброи. Да. Па добро, сите сме ние по нешто се разбираме, значи не сме ние, да. Не нешто мислам и поише. Не мајстор, ама пак кога па немаш дел, а што би поправил? Да, добро, пак ние сме, значи не е само моторот да го имаш, да речеме да земеш да го возиш, да речеме. Треба малку се разбираш од него. Секако се најинтересно е кога ќе утнеме некој пат. Да можеш да извадиш гума, да речеме едно, плочки да смениш или ланец да смениш или на моторот треба да знаеш нешто. Секако се согласувам. Разбираш, кога ќе појдеш на толка пут треба да знаеш нешто. Па обично имаме алатки сега, не дека тргнуваш ти онака без алат. Да, ама добро, сите што викаш кога куп со ствари што ги носиш и што жената можеби ќе знае да ги стави, пошто она мисли дека оди со кола или со шлепера, ти уствари оди со мотор. Па става, па ја вадам, па она па става, па ќе најдеш некој куфер, некој чоше мало да ставиш некој алат. Некој рачва с кличка. Нешто нешто ситно, колку за ситница, да. Треба понешто да се носи. Има некои ситуации, спомена најинтересно е кога ќе се утне патот. Па денеска со технологија, со GPS системов практично Па ние и со GPS утнавме еден пат и од Босна кога се враќавме тогаш од Сараево и преку планина одевме кај што имаше канали кои што како мовче наместени, она прагови ко тараби. И со туринг мотори ти тоа да го возиш и сега викаш, ако има некоја шајка, отиде гумата или нешто, се качивме горе. Сега, убавината, ние искачивме природата, воздухот, значи, амбиентот цел, зелено, све убаво. И на крај слеговме во еден град кој што беше, не го знам по име, го заборев, али па не е ова местото кај што требаше да дојдеме. Ајде назад и тоа, значи, ама пак. Добро, тоа е доживле. Ќе ти остане тоа да го памтиш, иначе од каде би го зборувал сега, нели?
Така. Ајде малку да позборуваме и околу мотокултурава. Постои ли нешто што и недостасува на македонскава клубска сцена во Македонија? Споменавме дека сме богати, јас само ќе го повторам она што уредникот на Bikers Garage го напиша некаде во очи на Нова година кога правеше пресек за изминатата трета сезона и бројки ги јас видов дека отприлика околу 20 на гости сме имале за таа година, имајќи предвид дека секој беше представник на сопствен клуб, тоа се најмалку само 20 клубови кои што сме ги стартирале во минатава сезона. Како генерално гледате на севкупнава култура на мотоциклизмот? Како се развива и дали има стереотипи со кои што досега сте се соочиле? Пази, две генерации сте практично на моторџи. Те веќе те сметам во таа средна можеби. Да, средна дефиниция. Нели, имало ли стереотипи со кои сте се сретнале? Како гледате на целата сцена култура кај нас овдека? Шта? Култура. Значи, Знаеш, треба човек да излезе малци надвор од Скопје, првично, да види, зашто не е само од семафор до семафор, тоа сум го слушнал и во претходни емисии, сигурно има некој кажа. Значи не си ти моторџија само од кисела вода до рекорд, разбираш, и имаш мотор супер исчистен, моќен, можеби ганцнов, и ти само тоа го правиш, од кисела вода до рекорд, од рекорд до некој кафич и назад. И да кажеш дека си моторџија, можеш да кажеш окей, ама треба други да оценат за тоа, а плюс што кога ќе отидеш на отворен пат и кога ќе возиш во група, сепак има нешто што треба да го пратиш, значи треба да се договориш. Ќе возиме сите 120 на сат, да. Ќе одиме еден позитив, да. Тој ќе биде прв, ќе биде водич, да. Може некојаш да ти текне на некое право и да претицаш групава, да го заселиш моторот онака газ и да ги поминеш другите. Ама пак кога ќе видиш дека си заминал многу далеко, ќе ги почекаш, така? Или ќе застанеш или ќе намалиш брзината и ќе ги чекаш другите. А ти сето тоа луѓе со повеќе искуство би ценеле дека нештото кога возиш мотор треба и да пазиш и некој од страна да не ти налета со колисе, а не е тоа само ти викам од кисела вода до рекорд и од рекорд до некој кафич, јас сум моторџија. Зашто истиот тој кога пробува меѓу коли да се бутка, Добра. Не е правилно според мене. Значи он треба као мотор да си чека. Значи јас разбирам дека има лента па меѓу вратите, па замисли некој секунда врата да ти отвори. Толку е. И ќе те бутне. Така? Значи ти си више голем мотор, не е ова скутер па да одиш и по тротоар, да одиш и по некоја лента, па си избегнал некоја кола. Ти веќе кога имаш голем мотор, мора малце да се смириш, да ги почиташ правилата. Значи семафор црвено е црвено. Тука не мотори, камиони возат на црвено, значи. Не е само град, да речеме. Не е само град. Да речеме надвор кога идеш, не. Као низ Македонија, да речеме, рели што прави. Мотор или Македонија и тоа малку. И сега не е, знаеш, сега млади, да речеме, дечки сега. Добро ги држи. Знаеш како е? Покривини. Потребава, да. Сега ја возам он по те од десна страна. Не е тоа. Не е правилно. Зависи ја да му мрдна малце на десна страна. Тој ќе треба да избега тебе ќе мора да излезе. Добро, собе на ваши години вие кога почнувавте со моториве, не ве тераше. Ама нема толку, немаше терала, ама немало толку возила, може немало толку. И немаше ни такви мотори, ама немаше ни толку коли. Да. Сега има во едно Скопје има, не знам, ако имало пред 15 години 100.000 возила, сега има 300.000. Да. Не бројката ми е можеби неточна, ама само ко споредба измеѓу толку културни, да речеме, со воžњава, мислам меѓу самите моторџи. Разбираш, овие брзински весеа, знаеш, малце млади. Луѓе со коли кога ќе видат моторџи. Ама пази, овие со коли што се, па не почитува. И не ги почитуваат, да. Не ги почитуваат моторџиите, они мислат дека ние правиме само бука, правиме само некоја си, не знам, се снаоѓаме или правиме глупости, а уствари и јас си возам најнормално. Не ти дават предност. Значи, не предност ти си имал, твоја е предност, ама он те да гледа дека идеш оддалеку и те сече, одмah. И ти сече пат или ти се престројува неправилно. Да. А околу моторџиската клубска цена, собе на времето и денеска,
пазен имаме во Македонија, практично и вие сте произлезени од еден клуб кој што има традиција, ако не се лажам, 45 години. 78 година. 47 години, да. Да, 45 години. 45 години се тоа. Имаме силна клубска сцена, на времето беше исто вака со клубови или на прсти се броја за разлика од денес. Абе, ја мислам дека поинтересно беше порано уште. Кога беа помали? Помалку? Поназад. Помалку клубови. Значи, знаеш, можда друштвени немало беше. така, Знаеш, друштвото си собирал вака. Концентрацијата на луѓе беше во еден клуб или во 3 А клуба, сега во 5 некако- клуба, а сега Разводни Пет. ти сакаш да кажеш, да. 5 луѓе, Да. 5 мотори, клуб. Не е Добре, тоа проблем. Ама и сам никој ти идеш Добре, на... бе, убаво е. Не Нека е ги- проблем, не, значи не, секој не, сака не, да, да се, да. значи својата Ако нека дружба имат со клубови, друга. нека е убаво нека си имат клубове, 5-5, нема врска. Клуб си е клуб си, имаш... Да, Со пет споделуваме исти идеи, Да, истата бе, да, љубов. да, тоа е ништо Ние што- сме луѓе што не да, знам, да. сакаме таму и Да, таму да патуваме и Таа на со бе, некој тоа. начин Друштво, знаеш, е треба легитимно. друштво. Од друга страна па она што е интересно и специфично за моторџискивите клубови е дека практично сите со секого се браќа и сите со секого се почитуваат, независно дали Ташно, бил ташно, клубов од ваму, од таму, од Сегдека, онаму. сегдека. Абе, еве јас што ти вика преска за Србија кога отидеш не дека. Да. Де си ово? Македонци, Да. да. Нема што. Сака да не видат, сака да не видат. Ние бевме у Сребреница, бевме кога бевме лани. А, не, Сребрено езеро. Сребрено Аха. езеро бевме. Така. Што да ти кажам таму музика покрај Дунав тоа река. Доживле. Милина. Доживле, доживле. Што, Баш на што да ти Дунав кажам? беше. Споменавте дека 24 мај е како специфичен датум во кој што вете. Кај што го Да. си го Дезицирате планираме или наше планирате? Тоа некоја слободно има. Кои се идниве планови? Како ќе почне полека за месец дена, месец и пол отварањето на сезонава на мотоклубот Вардар Тур? Па, првично сигурно ќе ги пробаме маца моториве нели низ Македонија да бидеме реални. Значи не е само дојде 24-ти седни и вози, него сигурно ќе возиме обично некоја релација Дојран, можеби Охрид, можеби на некој собир надвор од Скопје што ќе биде во најава, така. Да. Конкретно читав нешто МК Црна река, Уресен ќе прави во Да, јуни. некаде Црна таму река. мај. Па, Па, Црна еве ги Преспа. Крос Берс, Да, Ресија Преспа, да. Крос Да, во- Берс носачи на крстот од Велес најавија во мај нели журка. Значи сепак нели ние пред нашето патување ќе низ Македонија ќе се повозиме малце, а за оваа година патуваме планираме, пардон, да ќе видиме одиме како е. Хрватска, нешто до Словенија, малце е подалечко од досегашните патувања, зашто идејата на овие патувања беше да кога ќе тргнеш во еден ден да стигнеш до целта. Значи да стигнеш до Сараево, до Мостар. Во тој тргнеш и стигнеш, да, стигнуваш, без- ама без сега веќе стоп. ако планираме нешто подалеку, ќе мора да има со некое си место кај што ќе преспиеме, кај што така маце ќе се одмориме, ти не е некои моторите може да ќе издржат. возат, може. Да, да, Моторите машина ќе е, издржат, да, пак да. ќе кажам и човекот може би ќе издржи, ама зашто би се форсирал да првиот ден извозиш толку километри, другиот ден да бидеш можеби Утепан, да, уморен, да, неволен сите ден, а вака на два пати ќе си стигнеш, па и друг 400-500 град ќе видиш, километра да. поминеш, па после другата И друг град другата ќе е- видиш, значи не е да. само Да. се што ќе видиш ти доаѓа нешто за останато запаметено, останува сум бил тамо и Така. као една врста сиви. Да, каде се сте да. поминали, Каде си каде поминал, сте да, биле. да. На крајот од емисијава би сакал малку и да позборуваме од аспектот на безбедност, иако пред малку ги начнавме тие прашања околу сообраќајната култура, дали би можеле да споделите некој ваши сознанија за основната опрема што ја користите и зошто е таа од клучно значење за безбедноста на секој моторич? Без што не излегувате на пат? Без кацига, сигурно, без јакна, панталони. Са, ја до сега возев со патики. Така, сега подобро. Па сега кој чизми, иако моториве кај мене нема Не игра улога, да. Можеш и по папучи порема на голдингот. Има улога, да речеме. Да, Све има. униформата Значи има. ја еве сега да речеме прошла година да речеме паднав дека автокоманда имав удес да Да, речеме. имаше проблем. Ама бев облечен Самојачно јакна со протектори, со Добро. све, со кацуги и све едно друго да речеме. И ми искочи кола да речеме у мене вака и да ја нема каде у тротоари у ступ. И Моторот и оштетен паѓам ја доле тоталка, нема значи, ништо. Значи Тоа е друг мотор само беше, мака шпината. фезер беше. Да, фезер, да. А сега Да. е ТДМ 900. Значи за безбедност значи обавезно каца. Да, да. Тоа ова беше кацига- најстрашното паѓање кое го имаш во животот во кариерата? па да, имам и пред тоа, ама ова беше така Машки, солидно. моторот го искршив, значи нема прај. Не те поколеба?
Не. Одма отидов после друг купи. Одма за 2 дена. За 2 Да, дена да, взема да, друг. да. Знаеш ти, кој ќе ти влезе нешто, не. Не се откажуваш, ако Не. па што? Па и Да. тоа е за народ. Ами си им гледал пред мене како паѓале, погинувале. Да, практично. Значи- Да не завршуваме со црни Да, листема секоја година, губиме А по за некој тоа, колега. за тоа спомнав значи опрема обавезно. Мора. Значи, Да. кацига, протектори, јакна убава, Јас. панталони, не е само тенки панталони, Да, да, речеме, да, да, да. ова ќе Да, ти не скине, фармерка. ама пак и фармерката да држи, да речеме. Не. Ама пак ти има што се со Да, да, протектори, специјално да, се направени, да. И да паднеш, не дај Боже да паднеш, да речеме сега, се дешава и мало да паднеш вака, ама пак те спасува. Нешто Нешто. спасува. Да, Па нема се избиваш нешто. најосно е главата, значи, за Да. тоа е кацигата, значи се Право на друго, глава паѓаш. се друго нешто може Право. да го пребродиш, Да. ете, ќе повредиш рака, нешто ќе се случи, ама главата е таа што е Мора, едноставно... опрема, значи за мотор мора да си има. Значи мора. Ако ја повредиш главата, џабе. Чизми едно, друго све имаш. Се треба. Да, сега ја имам чизме. Да. Па треба, Да, да. треба. Ние Треба. не возиме да речеме толку брзо, да речеме или ја вдисуваме да речеме да се правиме некај нешто. Да, Ние да, сме Многу пак пазиме се- на тоа, многу да. пазиме на тоа, И, ама, за лична се- безбедност ако ништо да, друго, Да. а останато и за некој друг од страна, зашто да му направиш на некој друг проблем? Така, Оти групата е ти кога одиш нели како на филм, првиот, вториот како змија онака, значи гледаш Добро. колона мотори, значи и кога возиш можеби побрзо некоја кола што ќе ја поминеш, кога ќе те види некој, треба да представува тоа нешто. Не е само возиш како нели Да, неправилно или како ќе ти текне Абе, некоординирано или како сега да те видат облечен, да речеме. и облечен. А не Значи, тој да си ги облекол прилика. Да мајца, личиш на нешто. го да личиш. збркал моторот и позади мајца на Така му ли? се пафта и половината сега- гола. Ги остави А не, по брезите. а да ги гледаш остави пред по брезите брезите. на По град ги гледаш само мајца и мајцата Да, вози и да. мајцата Ај, му дошла павка позади. глава Му позади. дошла Добро, паметот подоцна ќе му... Да, зимаш. Не, Така тоа, ќе му дојде, да. Да личиш нешто, Барам. барам стегни се, Да, барам, мајка, каци За крај што би им порачале на сите наши слушатели, не знам, можеби и идни луѓе кои што ќе одберат да возат Да, туринг да, мотор. има доста луѓе. Па, Дене, кажи ти, што ќе одбере? Значи, ако некој не купил или не возил до сега мотор, да проба. Дефинитивно да проба. Зашто Има мера. ако проба нема да се откаже и нема да смени, значи од моторџија нема да стане шахиста, мислам се, или Добро? може да има и плюс хоби, нека биде шахиста, ама моторџија ќе остане цел живот. И обавезно опрема за безбедност, кацига, јакна, тоа се по пропис. Да, и да не се лузи, да не се лузи. И да не претерува со брзина. Да. Господа, ви благодарам и беше навистина чест што ја започнавме четвртава сезона со вас. Ви посакувам многу успешни километри во иднина, да се дружиме со убави вести секој пат. Ви очекуваме овдека. Поздрав до вас и до сите членови. Да ги поздравиме Да, членовите да, од клубот, да. Слободно, кого треба да поздравиме? Долго се... Па, оно, сите членови, значи, Да, Маријан, Славчо, Да, Дарко, Арун, така. Даниел, И Филм кафе, Драшко, нешто кај Орце. што може да ги најдат. Филм кафе, кај што може да не најдат Туди, нас. Да, кај што може да ве најдат, нели да се запознаат повеќе со овој тип на мотори, со самиот клуб, со патувањата и се останато. Ви благодарам. Петралица да не го Исто, заборам. да. Така? Така. Исто и вас. Благодариме на поканата. Ни Ја беше чинам мило. дека убаво се поминав. Ето, Одлично, подискутиравме и одлично, ете, ве очекуваме Па со... дури не ни Сакаме- сетивме времето како Да, поминав. сакам уште некој да дојде, ама ете гледаш, овој Орце не е, викаше ќе дојде, па така ќе беше Следниот пат и поинтересно. Орце, сите Да. ќе се Орце Да, ни е ќе најстар биде моторџија, поинтересно, он да. доби награда 50 години на мотор од Федерација ли го доби или Мислам дека. на Моторели Македонија? Па како и беше? моторели или беше, ама Значи имаме, значи од старост на граници имаме и помлади, имаме и пензионер. Да. Ама и он Пензионери, пак доста, двајца. и он бил на Фимрели, Меѓутоа доста бил. возат, Франција, да, и до Малција, ден денеска Германија, возат. кај не бил? Тунис, Да, Германија, да. Франција, Тоа било- Добро, го Алжир. чекаме значи Орце во некоја следна прилика да ни Да, ни Да, раскаже сакаше сите да овие дојде, прикази. ама нешто се Да. во последен момент се откажа под приватна, нели, природа. Да. Ке му кажете дека не е страшно, дека Да, бе, да, оригинални да. сме овдека Абе, во добро. бајка, Да, ќе не направиме јадат, да. квалитетен муабет, кога спомене дека се толку генерации, еве уште едно прашање. Слушаат помладиве? Да. Слуша. Да? Е, Ама се ти ми одговори, а ти си типо. Јас сум од помлади, да. Не, Ама има и помлади. Мене Има и и толку Добро, помлади. знам дека има и помлади, ама нели. Пак. Не, Добри тоа си сите мислам, дечки. знаеш, треба да си Не сме, да се не дружиме, сме, треба да се ние дружиме, војска, па сега да Да. имаме Друга наредба, иерархија, не знам нешто, што е иерархија. да. Идеме, возиме.
Пак ќе кажам, Дружбата. Симбиоза, младежки имаме дух. Да. со нас доаѓаат и не сме само ние, значи еве кај мене Наташа доаѓа, кај Петрелица доаѓа Бети, кај Да, Мац да, доаѓа има. Билјана. Има. Жените обавезно ни се придружба кој што па интересно е со нив, знаеш како, ти си планирал ќе стигнеш до вама, ајде до вама да свртиме, ајде до Лидл да појдеме, ајде до не знам каде. Ни го купат времето само. Време. И наместо да застанеш да, ни го а ние желни за возење, ама да, не можеш више така да возиш. Супер. Дечки, живели за крај, На ви здраве. благодарам уште еднаш када сте ме живели Исто здрави и што на вас. дојдовте. Се за Поздрав. Почитувани ми благодарам и вам за вниманието. Следниот четврток очекувајте го новото издание на Bikers Garage од новата четврта сезона поред. Вашиот домакин бев денеска јас, Иван, се надевам ќе бидам и во следното издание. Уредник е Александар Божинов, а за техничката реализација, добрата камера и звук задолжен беше и денеска нашиот колега Зафир. Останете во добро расположение, чувајте се, возете одговорно и ќе повторам уште еднашка. Се слушаме идниот четврток. Поздрав!